Почитувани гледачи, ја искористивме неодамнешната посета на господинот Никола Димитров, министер за надворешни работи на Република Македонија, за да направиме едно кратко интервју со него. Разговараме околу актуелните политички прашања во Македонија, договорот од Преспа и секако престојниот референдум. Министре, започнуваме, се забележува дека не обстои идејата за двојна формула, односно да остане Македонија за домашна употреба, а географската одредница да се користи надвор. Зошто не се успеа во тоа? Вие гледате дека компромисот и во Грција се доживува тешко, како што се доживува и кај нас. Ако ние ја го пишувавме сами договорот, ќе беше, се разбира, многу подобар за нас. Ако Грција го пишуваше сама, ќе беше многу подобар за нив. Меѓутоа, секој компромис е тежок. Нашето најважна цел беше да го афирмираме идентитетот, македонскиот јазик да биде македонски јазик, преведлив на сите јазици. Државјанството ни е македонско, цртичка граѓани на Република Северна Македонија, македонскиот народ, ние сме македонци и тоа беше многу важно и истовремено една вградена сигурност механизам во самиот договор, тој да се имплементира и да влегува во сила така како што ние напредуваме кон тоа кон што сакаме. Да се влеземе во НАТО, да се засврстиме државноста, да привлечеме повеќе инвестиции, да го фатиме европскиот воз, и после изгубена една цела генерација. Ставот, јас сум во ова 15 години, во овој процес во разни позиции. Ставот со опфатот, меѓународно име и уставно име дома, секогаш зависи од тоа за какво име станува збор. Ние можевме, веројатно, да го задржиме, да не чепкаме дома по уставното име, со многу лошо име за меѓународна употреба. Например, да го нема терминот Македонија. Бидејќи името е Македонија, а Северна е придавка. Бидејќи нашата држава Македонија е во северниот дел од поширокиот историско-географски регион Македонија. И таа е реалноста. Мислам дека фокусот меѓу овој договор, дилемата не е каков сме можеле, ова е максимум што сме успеале да го постигнеме, тоа истото важи и за грчката страна. Алтернативата е немање договор и враќање назад во атмосферата во која што бевме. Пак чекање, неизвестност, не се знае дали некогаш ќе има шанси за подобар, бидејќи како што оди времето гледаме дека и мора да се преземе одговорност, да се даде тој избор на граѓаните, бидејќи за судбината и за иднината на сите граѓани станува збор. Како ќе се избегне да не нарекуваат северно македонци, со оглед дека имаше вакви примери, како што направија Павлика официјална информација од американската армија? Во договорот нема ниту еднаш термин северно македонски. Во ниту еден член. Не постои како придавка. Текстот прво не е, договорот се уште не е стапен во сила. Ке треба да се објаснува како што треба да се објаснува дека кратенката не е коректна, кратенката со која што во многу меѓународни организации не нарекуваат the former BRM или FIROM, кратенка, акронимот од англиската верзија на поранешна Југословенска Република Македонија, како што треба да се објаснува секако во меѓународни медиуми, понекогаш не нарекуваат славо македонци. Значи, нашата обврска да објаснуваме, се разбира дека нема да престане. Денот на референдумот е се поблиску, што очекувате околу излезеноста? Уште не знаеме каков ќе биде ставот на опозицијата. Оно што сакам да го потенцирам делумно инспириран од разговорот што го имав со граѓани на Тетово денеска, ова не е партиска приказна. Ова не е владина приказна. Дали ја сакаме владата, задоволни сме од владата, не сме задоволни, партиите се менуваат, владите се менуваат. Ова е прашање за иднината на сите нас. Има луѓе кои што пратат и кои што беа многу во тек. Имаше луѓе кои што велат политика не баш да не интересира. Меѓутоа политика е и каков воздух дишеме, и каква вода пиеме,
и колку тешко се добива работно, се доаѓа до работно место, и какви плати имаме, и какво здравство имаме, и какво образование имаме, се е политика. И политиката не се само партиите. Сите овие наши животни... А ова прашање, после 25 години отворено прашање што не влече надолу, ова прашање има очигледни импликации врз иднината на сите нас. И многу ќе биде важно да се излезе пред собствената совест, со мудрост, да се замисли што ќе се случи ако се вратиме назад во таа атмосфера на немоќ, со непријатности и непријатели околу нас. Ден денеска, да не се лажеме, нема ни еден договор каде што се споменува македонски јазик меѓу Македонија и Европската Унија. Со оваа спогодба, таков договор ќе има. И кога ќе се преведува јазиците на сите земји членки, кандидати, ќе се пишува македонски јазик. Така што не смееме, мислам дека една од опасностите е да бидеме премногу обременети со партиските игри. Многу е поголемо прашањето. И треба да видиме дали земјата ќе не биде постабилна и поуспешна прифаќајќи го договорот, со отворени врати напред, или сакаме да се вратиме назад, бидејќи додека ние чекаме, светот не чека и возовите си поминуваат. 2004 многу полесен ќе ни беа преговорите со Европската Унија. 2007 кога влегува Бугарија и Романија ќе ни беа многу полесни. Хрватска кога влезе, сега е многу се потежок и потежок патот. А живееме во регион каде што не сите прашања се целосно расчистени. Од каде се трошат средства за кампањата за референдумот? Тоа не е никаква тајна. Имаше од министерството таму каде што тоа беше возможно средства, кои што беа предадени на собранието, и собранието врз основа на изјаснување на пратениците дали се за и дали се против, закупуваат време за спотови, за настапи и така натаму во медиумите. Мене, искрено, бидејќи немам никакви задршки околу ова прашање, особено што го представува Министерството за надворешни работи. Вие, како што знаете, од јануари преговорите ги дигнавме на ниво на министри за надворешни работи. Јас апсолутно сметам дека е моја должност за вакво прашање од висок државен интерес да направам се што можем и секаде да одам и од секаде да излезам за сите дилеми да се обидам да ги расчистам, бидејќи вакво прашање не може да се донесе ако нема доволно информации. Граѓаните мора да знаат каков е влогот. Во досегашните настапи велите дека Грција е наш природен сојузник и пријател. Кажете пример или очекуван резултат од економскиот аспект што може да го добиеме? Не е само економски аспект. Прво, Грција е важен трговски партнер. Едно време беше и прв паднаа, меѓутоа е меѓу важните инвеститори. Тие ни се соседна земја, од 5 соседи имаме 2 кои што се членки на Европската Унија. Едната е Грција, другата е Бугарија. Природен, бидејќи сме комши, бидејќи што и да правиме, секогаш ќе бидеме комши, и ние, и тие, тој факт не може да го сменат, нити пак можеме да ја смениме историјата, која што не е едноставна и била на моменти и многу тешка, и многу трагична, и многу болна. Можеме да продолжиме да бидеме со тензија и со отворено прашање, и долги години уште да продолжи тој тренд. Можеме и да се обидеме да најдеме начин да си подадеме рака, и овој договор тоа го прави. Знаете ли колку наши граѓани во 2017 година е преминале македонско-грчката граница? 1.700.000 граѓани на Република Македонија престојувале во Грција во текот на 2017 година. Значи, луѓето не сметаат дека ова е пречка, природно си наоѓаат и соработка, не е само туризмот, има и комерцијални врски многу. Договорот не само што го решава спорот околу името, туку прави мост за соработка во сите области. Од транспорт до енергетика, до земјоделие. Зборувавме
и на тоа работиме да се отвори и нов граничен премин, да се зголеми прекуграничната соработка и договорот води во споставува еден пат што води кон стратешко партнерство. Како што Европската Унија е мала, ако е разедината и нема силен глас глобално, споредено со Кина, споредено со Соединетите Американски држави, така и нашиот регион, ако е накострешен едни спрема други, ќе биде многу слаб и нема да можеме, и ќе можеме многу малку да поправиме. Бидејќи споделуваме еден регион, имаме сличен менталитет, и тоа мислам дека е очигледно, што повеќе работиме заедно и што повеќе наоѓаме заеднички интереси, толку посилни ќе бидеме како регион. И тоа е патот кон иднината. Добро може да се постигне само со добро. Никогаш не може да се постигне со инат или со лошо. Сосема за крај, со партнерите дуи дали и како се разговара околу рекласирање на меѓуетничките односи, еве во Тетово каде мнозинството се албанци не се почитува примената на македонскиот јазик на патокази, останови и слично. Тоа прашање варира во политичката динамика во Македонија. Мислам дека ние во овие месеци, во целиот овој период, живееме во голема мера во едни релаксирани меѓуетнички односи. Мислам дека кризата имаше еден ефект на обединување на принцип, а не на етничка припадност. Сите мразиме корупција. Сите сакаме високите представници, политичките елити да бидат одговорни и кога ќе сгрешат да одговараат. Така се создаде услови, се создаде условите за да има политичка промена. Ако се сеќавате, нема правда, нема мир. Сите сакаме да има функционални болници и да имаме добро здравство, да има добро образование. И мислам дека тоа мора да се искористи, мора да се инвестира во тоа. Секогаш ќе има проблеми, меѓутоа што поголемо заедништво има, и од тука е тој еден од столбовите на политиката на владата, едно општество за сите, толку полесно и помалку отпор ќе има и за надписи, и за целосно почитување на се што е договорено, преточено во законска рамка. Мислам дека нашиот следен долгорочен предизвик е што правиме со образованието и дали има доволно мостови меѓу младите, дали се македонци, албанци, турци, срби и така натаму, или имаат, или живеат во паралелни светови. Мислам дека на тоа ќе треба да се посветиме. Ви благодарам за военото време. Благодарам и вам за приликата. И се извинувам на гледачите, не сум намрештен од што не сум расположен, туку е директно сонцето. Се надевам дека ќе не идете на разбирање. Почитувани гледачи, го гледавте интервјуто со господинот Никола Димитров, министер за надворешни работи на Република Македонија.